Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска ќе гледате превкусна паста со тивко готвено говецко месо. Ќе направиме едни убави брускети со печурки со крем сирење и на крај една убава и вкусна медитеранска салата. Гледајте не! Паста со говецко месо од делот на бутот кој се вика ружа. Многу едноставно, ќе го ставите во фрижидер малку да се замрзне. Потоа со нож многу едноставно, вака како јас што правам, ќе ги сечете на мали коцки. Месото за пастата што денеска ќе ја правам, треба долго и тивко да крчка, да омекне и едноставно кога ќе го споиме со пастата, да се спои да биде навистина многу вкусно. Што све ни е потребно? Осем месото имаме кромит, имаме морков, целер, малце лук и ловоров лист. Зеленчукот ќе го исецкаме многу ситно, меѓутоа прво месото ќе оставам убаво да се испржи. Кога ќе се испржи убаво и кога ќе испари водата што ќе ја пушти, тогаш ќе го додадам и ситно исецканиот зеленчук. А додека месото се готви, ќе направам многу убави подпечени лепчиња со крем сирење и со буковка, печурка која навистина многу ја почитувам, а кај нас може да се најде во секој маркет, а и на нашите пазари. Тавчето е скоро загреано. Ќе додадам маслиново масло и од кога ќе се загрее, одлично, ќе го додадам месото, убаво да си искрчка, да се испржи, затоа што верувајте, вкусот тука почнува. Еве го, мефцето почна убаво да си крчка, ја пушти водата. Сега ќе зачиниме со дафинка. Додадеме бибер и секако малце сол. Ловоров лист и неколку чешњи лук. Ситно ќе ги исецкам за вкусот на секаде да го има. Еве го лукчето. Добро ќе промешаме. И ќе оставиме да си крчка. За тоа време, како што кажав, ќе го исецкам зеленчукот. Кромидот многу ситно. Пастата може да се прави на многу различни начини. Во нашите ресторани и во нашите домови постојано ги готвиме оние обични и класични пасти, меѓутоа кај нас традицијата вели дека јувките биле главните тестенини кои се јаделе многу преку зимата затоа што во есента се правеле. Меѓутоа, денеска луѓе прават јувки во целата година. Како што се италијанските тагатели, така кај нас се нашите јувки. Дури имаме и специјализирани продавници каде што можеме да најдеме и најразлични видови на тестенини произведени овде кај нас. Во маркетите изборот на паста е навистина голем. Само што секогаш треба да внимаваме со какви намирници ја правиме пастата, затоа што многу е едноставно ако ги искомбинираме сите оние намирници или продукти кои ние секојдневно ги јадеме. Дали е тоа зеленчук или месо или некој млечен производ, воопшто не е важно. Меѓутоа, многу е важно да научиме дека пастата првенствено треба добро да ја свариме. Некој вели дека мора веднаш да биде сварена и веднаш изедена. Меѓутоа, ако сакаме да имаме паста
дома која е сварена, процесот е многу едноставен. Во големо тенџере ставаме вода да зоврие. Водата за паста секогаш треба да биде солена, некој вели како морска вода. Откако ќе ги свариме ал денте, ќе ги ставиме, ќе ги извадиме и ќе ги ставиме во ледена вода да се пресече термичката обработка, а потоа добро ќе ги исцедиме и ќе ги ставиме во фрижидер. Верувајте, 2-3 дена нема никаков проблем, меѓутоа секогаш треба да запазиме добрата температура да биде на 4 целзиусови степени. Кога ќе сакаме да приготвиме некоја паста, прво ја спремаме основата, како во овој случај месото со зеленчук, а потоа пастата ја додаваме внатре и оставаме сето тоа убаво да искрчка и да добиеме потребната густина и на сосот, меѓутоа и пастата, бидејќи ал денте и малце во сосот, ќе биде идеална за јадење. Иначе, разликата од ал денте до обична сварена или преварена паста е тоа што ал денте пастата ќе не задржи подолго време да бидеме сити, затоа што на желудникот ќе му биде потребно повеќе време за да ја обработи, нели? Еве го кромитчето, убаво го исецкав. Супер си крчка мефцето. Сега ќе го исечеме и морковот, исто така на мали коцки. Морковот ќе даде една посебна и убава блажина, а секако и боја. Кромидот, морковот и целерот. Исецкајте го, исто така на ситни коцки. Месото убаво си се пржи. Целата кујна на 4 сезони мириса на убаво, луѓе, на нешто многу вкусно. Водата испари, сега ќе го ставиме и зеленчукот и ќе оставиме убаво да се испрши. Можете да го замислите вкусот на говедско месо со убав квалитетен зеленчук. А откако ќе се испржи зеленчукот, ќе му додадам малце бело вино. А откога ќе испари алкохолот од виното, ќе додадам доматен сос и вода или зеленчуков бујон или говедски бујон. И како што кажав, кој како сака може да си додаде. Јас денеска ќе додадам доматен сос и вода, затоа што го имам зеленчукот, го имам говедското месо и тука ми е вкусот, нели? И ништо повеќе нема да треба. Ајде сега вака, додека тоа си се пржи, јас ќе почнам да го спремам пред јадењето. Во тавче кое е веќе загреано, ќе додадам масло и ќе ги додадам печурките. Ќе ги зачинам веднаш со бивер и со сол и ќе оставам убаво да си се испржат, а кога ќе почнат да пуштаат водата, тогаш во нив ќе го додадам и ситно исецканото лукче. Кога печурките ќе бидат добро испржени, ќе ги трнам на страна да се оладат. Пред да биде све готово, чијабата ќе исечам на 1 сантим кришки, ќе ги ставам на загреано тавче да се потпечат со малце путер, да добијат убава златна боја. Потоа, така топли, на врз нив ќе нанесам крем сирење, а од озгора ќе ги додадам печурките. Идеална комбинација за пред јадење, кој верувајте ќе ви го отвори апетитот за превкусната паста што следува. А со пастата ќе направиме на идеална медитеранска салата која е многу едноставна, а сите продукти се достапни на секаде околу нас. Мефцето е одлично испржено.
Сега ќе деглазираме со бело вино, а печурките се веќе испржени. Сега ќе исецкам макдонос, ќе додадам во печурките и веднаш ќе ги ставам во друг сат и ќе ги покријам со најлонска фолија. Ајде сега ќе го додадеме и ситно сецканиот макдонос. Убаво ќе измешам. И ќе го поклопиме со најлонска фолија. Да видиме кај ни е мефцето. Што убаво си крчка. Сега ќе додадам пелати. Уште малце водичка. Сето ова убаво ќе го измешам и ќе го оставам на тивко полека да крчка. Меѓутоа, бидејќи станува збор за паста, месото не смее да биде суво, мора да има сос во него што ќе се спои нели со пастата. Додека месото си крчка, а сигурно 1 час ќе биде потребно за убаво да биде омекнато и да се спои сето и да направи многу убав сос. Во водата, како што кажав, кај што ќе ги варам тестенините, ќе додадам една цела убава голема мала лажичка сол. Како што спомнав преска, велат дека водата треба да биде како да е морска солена вода. Убаво е зовриена, сега и посолена, ќе ги додадам тестенините да се сварат. А откако ќе ги свариме ал денте, ќе ги ставам во ладна вода, потоа ќе ги исцедам и ќе ми бидат спремни. Јас, додека тие си крчкаат во сосот, ќе направам салатата и денешниот оброк, комплетен оброк, ќе биде готов со вистинско уживање, со една цел, вистински да уживаме по неговиот вкус. Говедското месо одлично се издинста, омекна, ја доби потребната густина и сега ќе го тргнам на страна. Лепчињата овдека си се подпекуваат, ќе ја земам сварената паста. Баш онака како што ви кажав. Ја сварив, ја ставив во ледена вода, ја исцедив и ја ставив во друг сат, ја покрив со најлонска фолија и во фрижидер. Вака спремена пастата може и неколку дена да стои во фрижидерот, меѓутоа на температура до 4 целзиусови степени. Ајде сега полека, ќе ставам тавче на оган, на среден оган. Гледам лепчињата, шубаво се испекоа. Сега само да ги тргнам. Ова ќе го исклучам и сега. Ставиме од пастата. Ќе ја соединиме, и тоа мора да внимаваме да не ја искршиме. Пастата да остане цела. Што убаво. Сега останатата паста, бидејќи тука сме доста луѓе во студиото, ќе ја додадам во овој сат. Сега пред јадењето. Лепчињата, како што ви кажав, убаво ќе ги подпечете да добијат ваква убава златна боја. А тоа може да го постигнете ако ставите малку путер или малку масло, тие ќе се подпечат, меѓутоа мора да внимавате.
Ајде сега да направиме и салатата. Многу едноставно. Рукола свежа, беби рукола. Едноставно сега можете да најдете па и во најмалите маркети околу вас. Што треба да направите? Убаво да ја измиете и да ја исушите, а потоа да ја ставите во фрижидер. Сега ќе ви кажам едно трикче. Земете метална кутија или некоја темна кутија. Ставете доле хартија за бришење раце, па наредете еден ред од руколата и така се догоре покрите и оставете во фрижидер. На тој начин руколата ќе стои и 7 дена во вашиот фрижидер, верувајте, и секогаш ќе имате во одлична форма. Ајде сега да почнеме со салатата. Многу едноставна салата, меѓутоа многу почитувана. Рукола, шери домати, имам пармезан на ленти со љупалка за компири, многу едноставно тоа можете да го направите. Имаме малку топчиња од моцарела и имаме масло, балзамиран оцет и балзамиран крем. Една мала класика која навистина одлично ќе дојде со оваа паста и со ова убаво топло пред јадење. Прво ќе го ставиме маслото. Ќе додадеме балзамиран оцет, меѓутоа не многу, секогаш внимавајте. Ќе ја зачиниме со сол. Убаво ќе промешаме и ќе ја додадеме во тањир за салата. Сега од озгора ќе додадеме топчиња од моцарела. Ќе искршиме пармезан. Ајде сега да ставиме и паста во чинија. Сосема доволно. Дозгора малце од качкавалот, од пармезанот и сега остатокот од пастата ќе ја ставам во една голема чинија, централно дома. Ставете ја на вашата трпезариска маса и бескрајно уживајте во вкусот. Отлично. Малце од павлаката со копар. Тоа е све за денеска, драги мои. Се надевам дека вистински ќе уживате во вкусот на се тоа кога вие ќе го зготвите, нели, за вас и за вашите најдраги.
Тоа беше се за денеска, драги мои. Се надевам дека пастата со тивко единствено говецко месо ви се допадна и се надевам дека ќе ја направите дома. Брускетите со буковка беа одлични на вкус и секако салатата освежувачка и комплетно се совпадна со сето она што го направив денес. Голем поздрав до специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, која се грижи за мене секогаш да бидам во одлична форма. Имајте добра и пријатна ноќ.